ова признание можеби најголемото признание што сме го добили до сега, односно најголемото достигнување за оркестарот и лично за мене како шеф диригент на оркестарот, затоа што станува збор за интернационална сцена и светско признание за македонската народна музика. Дека беше околу 9 часот на вечер и само што ја добивме пораката, почнаа дури да ни честитаат професори, не знаевме зашто. И беше едноставно многу така невообичаено, само ќе одиме во Нью Йорк, пишуваат во група и бевме сите збунети од каде ова што е ова и после ни раскажаа цела приказна дека Теодор пианистот аплицирал и кога слушавме дека сме добиле прво место на светско ниво, навистина беше не знам чувството како да го опишам. Многу неверојатно, мислам, мене многу неочекувано ми дојде и на сите членови од оркестарот. Буквално се будиме едно утро и дознаваме за наградата. И во моментот имав многу возбуда, многу прашања, малку сомнеш дека ќе испадне сво на работата, меѓутоа сега имам многу надеж. Во денешно време мислам дека скоро сите луѓе околу целиот свет се многу дисконектирани од својата култура и историја и токму Марко одбра народна музика затоа што сака да ја зближи младината со своите корени и дури и јас кога се зачленив во оркестарот и кога слушав народна музика се збунив, ама навистина е едно убаво патување и многу ми се допаѓа дека всушност се поврзавме со нешто што не ни знаевме дека е толку голем дел од нас и од нашата историја. Идејата настана сосема спонтано. Јас и мои двајца пријатели седнавме случајно во кафуле и рековме ајде да оформиме оркестар, да свириме македонска народна музика. После тоа секако јас ја преземав поголемата одговорност и се настана така сосема спонтано, се одвиваа работите, учевме од грешките, напредувавме и стигнавме до ово ниво кое што сме сега и денес. Во текот на учебната година оркестарот генерално има проби еднаш, два пати или три пати неделно во зависност од репертоарот, програмата и време тренирањето кое што го имаме до следниот концерт, но конкретно за овој настап се подготвувам и за време на распустот. Пробувам членовите ги одржам во кондиција, но секако дека таму крајот на август пред една до две недели пред да тргнеме за Нью Йорк, секако доколку успее цела ова идеја, ќе се подготвуваме интензивно. Од исклучителна важност институциите и општествено одговорните компании и другите предпријатија да застанат зад нас, бидејќи ова е навистина еден историски успех, нешто што ретко се случува и секако се надеваме дека ќе се повтори, но е вистинска прилика, можност млади кои што учат во гимназија, кои што се аматери, но секако јас ќе ги наречам дека свират како професионалци, да свират македонска народна музика и таа да биде слушната во целиот свет и во Нью Йорк. Тоа е исклучителна важност за оваа држава и затоа сметам дека државата секако треба да застане зад нас. Да негуваат страста што имаат, тоа значи да бидат и дисциплинирани и да се почитуваат инструментот и нивниот однос со музиката. И секако да бидат у друштво додека свират, бидејќи музиката спојува луѓе и тоа е целта на крајот од денот.